Моментално се наоѓаме во село Црвулево. Тоа е во подножјето на Плачковица од штипскава страна. Значи воздушна линија никаде сме измеѓу Штип и Кочани на пола пат, 15 километри од Штип, на 1 сат од Скопје. Сега, што представува Етнолукс е малце подолг одговор. Значи, Етнолукс е комплекс од затворен тип. Како што можевте да видите, имаме 6 уникатно опремени апартмани. Имаме единствена традиционална руска бања во Македонија и пошироко. Имаме кујна со домашно приготвена храна, која што спремаме јас и мајка ми. Имаме вински подрум. Значи имаме 6 автентично уредени апартмани, значи сите се направени од камен и од масивно дрво. Камен кој што првенствено го наоѓавме тука во селото, дали од куќата која што беше на овој плац, од останати куќи. Натре се е уредено до најситен детаљ, значи апартманите се пространи, направени за најголем комфорт на гостите кои што ќе дојдат и со многу љубов и многу внимание. Руската бања која што ја имаме е, како што кажав, единствена на овие простори. Таа е значи направена од руски архитекти, баш како што е била користена, значи и сега како што се користи во минатото. Значи тоа е еден многу интересен и автентичен ритуал на детокс кој што се правил со векови во минатото. Денеска се практикува таму, во Македонија само кај нас се практикува. Значи тоа е еден вид на топло-ладна терапија која што се прави во 3 до 5 сесии, зависно од тоа колку ја практикува, и прави еден многу длабок детокс на организмот, има многу здравствени бенефити. И едно интересно и автентично искуство кое што не може да се доживее на ниедно друго место кај нас. Вака, значи, мене кога ќе ме прашаат за како го најдовме местото, јас кажувам дека не го најдовме ние местото, туку местото не најде нас. И тоа е буквално така. Скроз случајно и скроз спонтано го најдовме ово место. Првенствено имавме одбрано друго село на 5 минути од тука каде што требаше да го направиме Етнолукс. Меѓутоа, некако дојдовме до ова место покрај рекава, кое што има посебна енергија и рековме дека окей, го правиме Етнолукс тука. А идејата за комплексов е на татко ми, значи идеја на татко ми која што он мислам дека од некои негови 19 години ја гае нека длабоко у себе и ете сега се деси можноста да се реализира со тоа што јас, мајка ми, татко ми се преселивме од Скопје. Значи сега живееме тука 24/7. Јас исто 2 години веќе сме тука и живееме сега селски живот. Да, рурално, да. Мислам дека не е за секој, меѓутоа мене многу ми прија. Животот многу ми се промени, значи драстична промена се случи. Јас мислев дека никако повеќе ќе бидам во Скопје, ќе доаѓам тука, па никако така ќе работам, меѓутоа тоа не. Како викаат, домашниот тесап на пазар не излегува и мораш да се преселам тука. Мене многу ми прија, ми се допаѓа овој живот, бидејќи првенствено работата ми е тука, нели? Второ, чист воздух. Нема загаденост, нема гужви, нема галама, нема бучава. Доаѓаат многу гости. Запознавам многу убави луѓе од секаде од светот и од кај нас, од цела Македонија. Види со тоа што Скопје е на 1 сат буквално. Јас кога и да треба претрчувам до таму, се враќам сум во движење, меѓутоа една не знам, интересна промена. Никош во животот не претпоставував дека ќе се преселам во село, а камоли во село Црвулево, што мислам дека ни луѓе од Штип не знаат дека постои. Генерално ние сме фамилија од Скопје, значи стара скопска фамилија, немаме ништо со Источна Македонија, немаме ништо со Штип, со Кочани, со Црвулево, ништо од овој предел. Некогаш ми зафалува и кога ми зафалува, ако сум во можност, одма одам и се враќам. Меѓутоа не толку често колку што не знам би помислиле луѓе. Сепак имам 30 години, така да не е дека сум до толку млада. Мислам, ми помине и оној живот на излегување, на гужва, на бучава, на галама.
али види, штипе на 15 минути. Навистина, кога и да треба малце да ти фали мена ми зафалува урбана средина, социализација, гужва понекогаш. Успоредба со моите, јас нив ги приметувам, нив не им фали толку, нив дури веќе им смета кога ќе отидат во Скопје, мене не, се уште не ми смета ни гужвата, ни ништо. Ама кога и да затреба, палам кола, одам таму, се враќам. И ја технички обратно го живеам живот. Знаеш, како што бегаат луѓето за викенди, јас тука сум претежно 80% од времето, за тие 20% кога ми треба таа социјална инекција, одам во Скопје и се враќам. Значи, секој кој што сака да ужива во да има да ужива во уникатен смештај и престој кој што е направен со многу љубов и енергија, кој што обрнува внимание на деталите, кој што сака да ужива во деталите, некој кој што бара мир, кој што бара интимност, бидејќи Етнолукс е резорт од затворен тип, значи овдека не може да дојдат луѓе кои што не се гости на комплексот, значи ова е многу интимна и една приватна атмосфера, да кажам. А особено за бањата, луѓе кои што прво се грижат за своето здравје и својата благосостојба, луѓе кои што сакаат да направат детокс од загаденоста во градовите, од различните токсини кои што преку секојдневието ги примаме, луѓе кои што сакаат да се ослободат од стресот, бидејќи опуштањето и релаксацијата е едни од примерните бенефити кои што ги прави руската бања, кои што сакаат да спијат подобро после тој третман, кои што сакаат да го зајакнат кардиоваскуларниот систем и имунитетот, и луѓе кои што сакаат можеби едно поинакво автентично искуство и да осетат ритуал кој што постои со векови. Значи, од затворен тип, значи, претходно мора гостите да се најават, бидејќи се тука оди по план. Значи, ние дали за храната, дали за бањата, дали за джакузито кој што го надвор, све оди плански и се припрема за сите гости индивидуално. Може да не најдат од Google Maps, да пишат Ethnolux, Google Search Ethnolux, или на Instagram, на тие профили јас сум најактивна. Таму споделуваме најмногу видеа, искуства, да може да видат што све како изгледа тука, и на мобилен телефон, тој стои исто, значи на Facebook, на Instagram, на Google. А во однос на гостите, што ме праша претходно, гостите ни се од секаде. Значи имаме доста странски наши гости. Она што мене многу ме радува во споредба со другите рурални места е дека ние имаме поголем број на наши гости отколку странски. Да, и се од цела Македонија, можеби најголем дел се од Скопје, најверојатно поради близината, меѓутоа од цела Македонија, а од странство имаме од секаде. Значи сега овој период зимскиот повеќе не доаѓаат од Грција, од Бугарија, а веќе кога за пролети, Холандија, Германија, Франција, од секаде. Значи, овој предел е многу убав од Македонија. Јас сакам да го викам македонската Тоскана, иако еднаш ми каже некој немој така да викаш, затоа што е поубаво, вика, од Тоскана, и викам така, управо е. Значи, локалитетот Баргала, кој што е од 4 век пред наша ера, е на воздушна линија можеби, не знам, 2-3 километри од кај нас. Ние имаме обележена патека која што е од прилика 20 до 25 минути во правец и може да се направи посета таму. Тоа е едно преубаво место кое што јас мислам дека секој треба да го види. Имаме многу автентични и уникатни манастири кои што не се оние искомерцијализирани манастири, туку баш се посебни, каде што се чувствува и енергијата и љубовта на луѓето кои што ги направиле, и ја би ги советувала сите гости да ги посетат и тие места. Може да се оди дали со кола, дали пешки, ние имаме велосипеди тука кои што се слободни на располагање за сите гости кои што сакаат да ги користат. Понатака планираме да се снабдиме и со некој можеби електрични велосипеди, АТВ возила да се прават, некој можеби и офроуд тури, и подалеки тури. Има кањони кои што може да се видат, водопади кои што може да се видат. И сега зависи, ние конкретно сега работиме на еден проект да направиме повеќе туристички атракции, претежно за странците, меѓутоа и за наши гости во околните села, каде што имаме селани кои што произведуваат пита и леб, да се видат како тоа се прави, кои што произведуваат и прават тајвар, кои што имаат одгледуваат добиток и произведуваат свое млеко, да можат гостите доколку сакаат да бидат дел од тие активности, доколку сакаат да се купат некои од тие производи, така да тоа не исто следен од плановите кои што ги имаме за
дополнителни активности. Локалната заедница тука се состои од 5 луѓе кои што можеби 80% од нив се 75 плюс години и генерално немаме никаков проблем со локалната заедница. Луѓето од овој регион се многу питоми, мили и гостопримливи, барем тоа е само моето чувство. Се надеваме дека ќе најдеме начини колку повеќе можеме да соработуваме со нив, колку повеќе можеме да допринесеме за да заживее ова наше село, соседните села. Јас сега моментално бев и на една обука и гледам повеќе рурални вака туристички места што работат и што се развиваат и се надевам дека и ќе зголемиме населеноста и активноста и економската активност во руралните средини во Македонија, бидејќи животот тука е многу поразличен, животот се живее на во еден поинаков ритам. Многу е помирно, многу е све се одвива по полека, нема брзање, може да се ужива во најмалите работи, од утринското кафе кое што ќе си го направиш со кејф и ќе го пиеш со звукот на реката или птиците или погледот, до некој во селото прави бурек или прави пастрамајлија и одиме на пастрамајлија. Не знам, има топлина и има некака има поента некаква, има нека убавина друга која што не ја наоѓаме ја не ја најдов во градот.